Трето прашање упатено до владата на Република Македонија. Одговор ќе добиеме од председател на владата Република Македонија, господин Груевски Никола. Повелете. Благодарам за прашањето поврзано со екстерното тестирање. Како што во неколку ситуации сум истакнал, проблемот со давањето на високи, нереални оценки на учениците од страна на наставниците, не на сите, но на еден значаен дел, датира од времето на транзицијата, време во кое што се загубија многу морални вредности и критериуми и паднаа стандардите. Наместо да растат стандардите, како во секој општество, постојано, ние се соочивме со пад на стандардите. Падот доведе до тоа да, под притисок на многу преку ног настанати мокници, наставниците, учителите, професорите почнаа да потпаѓаат по тој притисок и да пишуваат високи оценки без потребното знаење на учениците со цел да удоволат на тие што тоа го бараат, односно да на некој начин го оттргнат притисокот од себе. Подоцна тоа се рефлектираше и на оние кои што не вршеа такви притисоци, самите наставници со грижава совест дека тоа го прават кон одредени кои што вршат притисок, го сменија критериумот за сите. И дојдовме во ситуација да практично имаме цели класеви со сите петки или од 25-23 со сите петки, и сите до еден знаеја дека оценките не се реални. Туку се сменети стандардите и критериумите. Тоа секако не е добро ниту за нашата држава и нашето општество, ниту пак за децата и нивната иднина. Од повеќе аспекти. Првиот аспект е знаењето. Без доволно знаење, тие деца во иднина ќе имаат проблеми во нивниот живот, во нивното напредување, во нивната кариера, во нивното сноење. Знаењето е главниот двигател во светот. И од тука недостатокот на знаење кај огромен број поединци ќе предизвика и проблеми во општеството и развојот на државата воопшто. Покрај ова, учениците се беа изложени со новите стандарди на една ситуација да стекнат лоши навики. Навики дека може без труд, без вложен труд, без потребното внимание, без напор, да дојдат до нешто што го посакуваат, нешто што не го заслужиле. Значи, настрана што ќе им поминат годините во кои што треба да акумулираат знаење, туку и низ тие години ќе се стекнат со навика дека сенни животот може да добијат со некаков притисок на нивни блиски, со некакви ургенции или на слични начини, но не со она со што треба да го добијат, а тоа е со труд, со напор, со учење, со знаење, со креативност се разбира. Така што сето тоа траеше со години и за жал никој во државата не преземаше конкретни мерки како сето тоа да се острани или барем да се подобри. Не само што траеше, туку и се продлабочуваше и почна да се рефлектира и на повисоките степени на образование, вклучувајќи го и високото образование. Од тука, ние уште со самото доаѓање на власт почнавме да размислуваме за изнаоѓање начини како да се надмине овој проблем, бидејќи е лош за сите генерации кои што сега поминуваат низ образовниот процес, за нивната иднина. Родителите различно реагираа на овој проблем. Некои од нив не беа среќни што децата поминуваат низ еден таков степен на образование кој што е со многу низок квалитет и ниски стандарди. Беа свесни и се уште се свесни за последиците кои што ќе ги имаат нивните деца низ годините. Сепак имаше и група родители и се уште има кои што одат на линија на помал отпор и би сакале нивното дете да е посреќно на краток рок, не размислувајќи доволно и долгорочно за иднината на нивното дете кое што ни животот ќе има повеќе проблеми откако ќе добие диплома без знаење. Од тука преминавме кон воведување на екстерното тестирање, кое што преходно би сакал да нагласам, за кое што имавме јавна расправа и лично јас бе во
во еден од синдикатите, презентирајќи го новиот концепт, и тогаш имаше и голема прифатеност на концептот. Концептот се спроведе, почна се користи секоја година и низ овие неколку години откако се користи тој ги даде своите резултати, но сепак од година во година, гледајќи ги слабостите на концептот, се обидувавме тоа да го подобриме и го подобрувавме, така што слабостите што беа во првата година веќе беа драстично намалени во втората, тие што беа и во втората веќе беа доста намалени и во третата, така што сега имаме одредено значајно подобрување, но се уште има можности за подобрување. Целта е да учениците добијат оценки кои што ги заслужиле согласно нивното знаење. Целта е на тој начин да се поттикнат учениците повеќе да учат доколку сакаат по високи оценки, а истовремено да се поттикнат наставниците да даваат реални оценки и на некој начин да им дадеме и аргумент кога се под притисок или било какви ургенции од страна на родители, директори или било кои други лица кои што користат одредена моќ да им вршат притисок, да можат слободно да кажат: еве, сега имаме екстерно тестирање, доколку ставам нереална оценка, тоа директно ќе се рефлектира и на моето напредување. Од тука, оваа година, владата и Министерството за образование веќе размислуваме за дополнителни подобрувања. За тие се уште немаме одлука донесено, само имаме дискусии, кои што дискусии планираме подоцна да ги пренесиме и во јавноста, на јавни расправи, да се извршат пошироки консултации. Па после тие пошироки консултации ќе донесеме одлуки што од она што сме го дискутирале е доволно добро и ќе може да биде спроведено. Може би низ тие дискусии и консултации ќе дојдат и нови идеи кои што сега ги немаме земено во обзир, но како и да е, она што сега се размислува е во правец да повторам, за ова не е ништо донесена одлука, туку само е едно во фаза на еден брейнсторминг, на размислување, да се даде можност за полагање наместо еднаш во годината да биде 2 пати или 4 пати, да се воведе поголем број на така наречени проблемски прашања, заради разбирање на суштината, да се увериме дека ученикот не само што меморирал одредени работи, туку добро ја разбрав суштината на лекциите и на целата материја за која што е прашан. Во овој дел може да дојде до израз и креативноста на учениците, што е исклучително важна работа. Понатаму се размислува и се дебатира за тоа доколку ученикот на екстерното тестирање биде оценен со единица 1, дали тој да може да го полага испитот доколку сака. И воопшто, доколку некој ученик не е задоволен од оценката на екстерното, дали да добие шанса за повторно преполагање. Понатаму имаше одредени дискусии во правец за подобрување на формулата за пресметка на просекот на ученикот, а исто така и за одговорите на прашањата, да се провери дали има некои прашања чии што одговори ги нема во некои од учебниците, со обзир на тоа што дозволено да има различни учебници по еден предмет. Првичните одговори за ова што ги добив се дека не постојат такви аномалии, но сепак дадов повратно да се провери дали сепак не се случило во некоја ситуација да има прашање чии што одговор го има во некој учебник, а во друг го нема. Се разбира, ако има таква ситуација, таа треба веднаш да се коригира. Исто така се размислува во правец за ангажман само на надворешни лица за наблюдувачи за време на одржување на испитот, заради зголемување на објективноста. Затоа што присуството на истите наставници кои што ја дали оценката може да доведе до одредени субјективности. Се расправаше и се дискутираше и околу можноста за комисиско разгледување на приговорите што доаѓаат, како и за други прашања кои што побудија интерес кај многумина и за кои што Министерството за образование понатаму ќе изврши дополнителни консултации, анализи со сите заинтересирани страни. И на крајот повторно сето тоа ќе се врати во владата на разгледување заради завземање на конечен став и одлука околу тоа што и како
треба да се подобри, што треба да биде наредниот пакет на подобрување на екстерното тестирање, се со цел да се направи, да се креира ситуација, да се вратат по високите стандарди, доколку е можно и повисоки од оние што беа пред почетокот на транзицијата, а сигурно треба кон тоа да се стремиме, и со тоа да се помогне на децата да имаат повеќе знаење и подобра иднина во нивните кариери и животен развој. Благодарам.